Сега ќе направиме една кратка хипноза, за да ги олесниме болките настанати заради изгореници. Хипнозата е постапка на целосно опуштање и прифаќање на сугестиите, за кои знаеме дека многу ќе ни помогнат. Ние цело време сме свесни и ја имаме контролата при хипнозата. Само се слезнуваме во состојба на целосна опуштеност, која прво ни овозможува физички да си ја превземеме контролата врз нашите тела и така ќе поминеме низ постапката на физичка релаксација, која предизвикува на крајот да се чувствуваме прекрасно. Исто така, хипнозата ни овозможува и да го пренасочиме нашето внимание и да станеме свесни за некои нови чувства. Иако во моментов се чувствувате за никаде. Со пренасочувањето на вниманието, користејќи ги методите на хипнозата, можете да обрнете внимание на опуштеноста, која исто така постои во вашето тело и се повеќе да го чувствувате тоа, па така и болката која чувствувате ќе стане многу помалку важна. За почеток, едноставно опуштете се во седечка или во легната позиција. Во суштина можете да си легнете на под, на кревет, како сакате. Важно е да сте опуштени. Ако имате било што би можело да ви го одвлече вниманието, како милениче, компјутер, телефон, било што, тргнете ги, исклучете ги на кратко и опуштете се со оваа метода, ќе видите дека многу ќе ви помогне. Кога ќе завршиме за некоја минутка и кога ќе си ги отворите очите, ќе се чувствувате подобро после долго време. Хипнозата е прекрасно искуство. Секако се работи за многу природна работа. Контролата си ја имате самите постојано. Секогаш ќе го слушате мојот глас. Ќе можете во секое време, ако е тоа потребно, да си ги отворите очите. Но ќе си направите пауза од сите тензии во текот на денот и ќе доживувате ослободување од физичката сензација на болка, која што ви предизвикува толкав стрес. Со секое вдишување, со секое отчукување на срцето, станувате свесни дека очите ви стануваат уморни. Па зошто да не си ги затворите? Да се опуштите целосно, без да заспиете. Не морате ако не сакате, само ако сакате. Ама и самите знаете колку е убаво кога ќе си ги затвориме очите. И само за да бидете сигурни, тестирајте дали може да ги отворите очите без да имате тензија во мускулите на лицето. Така е. Целосно опуштени, очите затворени, дишете длабоко и бавно. Длабоко и бавно. Вдишувате низ носот бројки до 4, 1, 2, 3, 4 и издишувате низ уста бројки до 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повторно вдишување до 4, 2, 3, 4, издишувате до 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, продолжете така. Додека внимавате на дишењето, дозволете си да започнете процес на физичко опуштање. Може би сега тоа ви изгледа малце тешко, заради болката во телото. Но само ако го правите тоа што ќе ви го кажам, ќе ослободите таа напнатост, ќе доживеете ослободување. Да започнеме со мускулите на лицето и на скалпот од главата, од задната страна и од страните на главата. Иако може би сме навикнати да држиме тука тензијата, грч.
Во моментов, замислете си како овие мускули на главата стануваат лабави и опуштени. Може би нема да успеете 100% да ги олабавите. Ама забележете дека ако обрнете внимание на тоа чувство, гледате ли дека дури 1% или 2% или 3% или дури 60, 70 или 80% или 100% или само 1%. Важно е дека се опуштате. Повторно обрнете внимание на дишењето. Со секој здив легувајте во физичка релаксација. Додека како доживувате овој момент на олабавување од стресниот ден, може низ главата да ви шетаат секакви мисли. И тоа е сосема во ред. Тоа му е работа на мозокот да мисли. Не им обрнувајте премногу внимание на тие мисли. Едноставно дозволете им да си доаѓаат и да си одат. И со секој здив дозволете си опуштање од тензиите на денот. Можете да ги опуштите и мускулите во рамениците. Дозволете им на рамениците да паднат надолу. Ако седите или лежите, можете да дозволите да ви се опушти вилицата и да се спушти малку на кај градите надолу. Тоа го опушта и вратот и дозволува на сите мускули од главата и од вратот да се релаксираат. Дозволете чувството на релаксација со секое вдишување и издишување да се прошири низ рацете, грбот, торзото, преку бутовите и над колениците, стомакот, колениците, под колениците, па се до мускулите на стапалата и прстите на стапалата. Забележете како отчукувањата на срцето се успоруваат, стануваат поритмички, понежни. Без никакви посебни напори, телото добива одредено чувство на леснотија. Леснотија во дланките кои се опуштаат, леснотија во стапалата кои се опуштаат, дури леснотија и во очите, во вегите, во скалпот. Како што чувствувате дека чувството на леснотија ве води кон чувство на олеснување, дозволете си себе си со секое вдишување и издишување да внесете во себе енергија на светлината, која лекува, и да ги издишете остатоците од стресот и тензијата на денот. Исто толку лесно, како што си го опуштивме телото, можеме да си обрнеме внимание и на опуштање на умот. Прекрасен начин за тоа е да си замислиме дека сме некаде надвор. А денот е прекрасен. На некое омилено место посетено порано или на место што би сакале да го посетите. Па дури и на некое прекрасно место кое сами ќе си го замислите. Едноставно, видете се себе си некаде надвор, под некое прекрасно сино небо. За некој е попривлечно утрото, за друг вечерта, може би звездано, или само едноставно кристално чисто небо. И додека си го замислувате прекрасното место посетено од минатото, или местото што сакате да го посетите, или замисленото убаво место, едноставно дозволете си било која заостаната тензија од денот да си одлета од мозокот, од духот и од телото. Чувствувате особено олеснување, како од тензиите од денот, така и од физичкото чувство на тешкотија и на болка. Како што вдишувате и издишувате, забележете колку е прекрасно да си одвоите временце за откачување од гужвите на денот и едноставно да си поминете некое време посветувајќи внимание
на креативната способност на телото самото да се излекува. Некогаш, во текот на хипнозата, имаме потреба од потврда дека телото е прифатило сугестијата што му е потребна. Можеме слободно да го прашаме, тоа ќе ни даде знак. Ајде да го утврдиме кој е знакот за одговорот да и за одговорот не. Прво за да. Сакам да ни каже телото кој прст од дланките на рацете е знак дека одговорот е да. Ќе почувствувате промена. Постепено. Не знам дали тоа ќе биде показалецот на левата рака или можеби средниот прст на десната. Тоа го знае вашата подсвест. Но обрнете внимание кој прст ќе се подигне или ќе ве зачеша можеби раката, односно прстот, или ќе ја промени температурата. Тој прст ќе означува да. Имаме време, само бидете внимателни, некој од прстите ќе се подигне самиот, тоа е сигурно. Ако имате потреба, сопрете го видеото, додека не утврдите за кој прст станува збор, прстот што означува потврда, што означува да. Го имаме? Одлично. Е сега да запрашаме кој прст ќе се подигне кога одговорот е не. И во овој случај само бидете отворени и обрнувајте внимание. Ако имате потреба, сопрете го видеото додека не утврдите кој прст е за негирање, односно за не. Го имаме? Одлично. А сега подсетете се на некоја ситуација кога сте влегувале во студена вода. Некое време ви делувала студено, се додека не сте се навикнале на тоа. Тоа значи дека до определен степен сте отрпнале. Кога чувствувате дека ви студи на несвесно ниво, мозокот ги исклучува пораките кои предизвикуваат воспаление и спречуваат заздравување. Сега, замислете си како стоите во ладна вода до коленици. Кога подсвесно ќе го почувствувате тоа, прстот кој означува да ќе се подигне. Ако само половично или многу малку го чувствувате ладното, ќе се подигне прстот кој означува не. Така. Сега продолжете понатаму додека студената вода не ви стигне до колковите. Прстот кој означува да ќе се дигне кога ви студи од колковите до коленици, а прстот кој означува не ќе се дигне кога ќе оттрпнете од колковите до прстите на нозете. И десната рака ќе ви биде под вода. И таа ќе се чувствува ладно и оттрпнато. Сега, кога знаете веќе како да постигнете промена на чувствата во делови од телото, ќе ве молам поставете ја својата студена оттрпната десна дланка над искорената површина и почувствувајте како студенилото и оттрпнатоста протекуваат кон искорената површина. Кога ќе бидете сигурни дека изгореницата станала и самата студена и оттрпната, прстите за да и за не ќе се подигнат заедно, за да ви потврдат дека работите добро. Чувството на студ и оттрпнатост ќе трае барем во следните 2 часа. Потоа, можно е да треба да се повтори вежбата. Ќе успеете да го постигнете саканото чувство при секое изведување на вежбата. А резултатот ќе трае подолго и ќе делува поефикасно со текот на времето. Сега, секако доаѓа време да обрнеме внимание на просторот што не обкружува.
Да го почувствуваме креветот или столицата позади грбот и под телото. Да обрнете внимание на мојот глас. И не сега веднаш, само за кратко, ќе си ги отворите очите. Чувствувајќи се прекрасно, спремни да го започнете остатокот од денот. И како што бројам од 1 до 3. Со секој број, обрнувајте внимание на средината се повеќе и повеќе, чувствувајќи се полни со енергија и со моќ. 1. Земете длабоко вдих. 2. Истегнете го секој мускул кој има потреба да се истегне. И 3. Отворете ги очите, чувствувајќи се фантастично. Научивте нешто ново, кое на вистина ќе ви биде од голема корист.